Само 15% обештетување државата им нуди на земјоделците од Кочанско по последните обилни поплави кои ги зафатија земјоделските култури и ниви и им ја уништија единствената екзистенција. Овој процент за околу 100 земјоделци од селата Горни, Долни, Подлок и Градовци, кои во поплавите изгубија речиси се, е понижувачки мал и бараа државата претрпената штета и загуба да им ја покрие во целост. Тоа со 15%, со 10% ние нема ништо да поднасеме штета. Шо ќе земам ако ми цене, значи ние ја имаме осигурено пер по 4 тона декар. Ако ни го цене тоа нас по 2 тона, шо ќе ни дадат пари? Значи ние ништо со тоа, ниту имам ја плата, ниту жена има плата, ниту никој не сме работили, исклучиво живееме од земјоделие. Значи цел живот работиме со тоа. Јас сум уложил колку работа утепани од работа, ја и жена и дете, скршени од работа. А не е шала 50 декари, 100 тона пипели. Јас сум производител на земјоделски производи, повеќе култури, а сега сум оштетен со 6 декари граф. Што за мене тоа ипак нешто значи. Една пензија користиме со жената, не е кој знае колку голема. Ова ни беше како надополнен за животот. Дополнителната мака за овдешните, веќе очени земјоделци, е што се сомневаат дека помошта ќе ја добијат на време. Сумњам. Плашам се, ја не сум млад, и порано сум имал оштети од поплави 2010-2011 година. Куќите ни беа во Долни Подлок 90% оштетени. Селективно се вршеше исплатата. Не беше голема, ама не сум задоволен уопште. Незадоволството кочанските земјоделци го искажаа денеска на состанокот со градоначалникот Николчо Илиев, кој им вети помош и посочи дека имаат рок во 10 дена да ја пријават претрпената штета. Ние како локална самоуправа, она што е наша надлежност, она што можеме да го направиме најбрзо, први за проценки на дел од штетите веќе имаме комисија, она што ни фали недостасува во комисијата, ќе го надополниме во делот на земјоделие и водостопанство. Значи ние денеска се договоривме дека 10 дена, значи почнувајќи од денеска, е рокот за доставата на пријавите за настанати штети, кои потоа комисијата секако ќе врши проценки. Поплавите кои го зафатија Кочанскиот регион и од кои земјоделците претрпеа огромни штети, особено оние култури кои се веќе пред берба, вината ја гледаат во неисчистените канали. Што на ова кажа градоначалникот? Почнувајќи, како што реков, од нашата граѓанска одговорност или неодговорност, како сакате, па понатаму сите институции кои се задолжени за одржувањето на каналите, на вистина носат голема одговорност и тука не треба никој да побегне. Јасно е дека некој не ја завршил работата како што треба и за тоа последиците беа поголеми. Инаку последните поплави во Кочанско, освен земјоделските површини, уништија и повеќе домови.